Форумот за Здруженија на граѓани од Битола во организација на Престиша по повод Светскиот ден против насилството врз жената организираа мировен марш кој започна од плоштадот Магнолија. Поканети беа сите организации, институции и поединци да се придружат и да го кренат гласот против насилството. Почнеме малку по минатото, бидејќи ние сме по-возрастни и знаеме како живеевме, а сега како се живее. Животот беше тогаш тежок за жената. Посебно, јас сум генерација родена 34-та година и тогаш мораше да влада една послушност. Образованието беше на видно место. Завршивме и високи школи, но насилството беше присутно. Покрај тоа што работевме на работни места, дома, гледувавме деца, живеевме со свекари, золби, јатарби, полна фамилија беше. Мажот беше глава на фамилијата и мораше да бидеме ние жените послушни. Но покрај сето тоа, ние се боревме самите. Не постоеше движение, може би подоцна се оформи тоа, но законот не постоеше да нема насилство. И да се пожалиш, самата на себе ќе се пожалиш. А не може да се пожалиш ни на власт, ни на маж, ни на фамилија. Поминавме ни сето тоа, имаме деца, гледаме дека нашите деца се однесуваат веќе малку подобро. Јас имам машки деца и гледам како се фини према жените. А дека има пак некое мало насилство, некои фамилии има. И затоа треба да се бориме, треба да настојуваме да не постои тоа насилство. Меѓутоа, ќе кажам дека не само жените врз мажите, ама и мажите према жените да немат такво насилство. Значи, апелирам и за жените да не вршат насилство врз мажите. Оти пратам и гледам, и слушам. Женскиот свет многу напреден. Само нека бидат умни, разумни. Нека си го зачува своето его, ама да не вршат насилство врз мажите. Благодарам. Добар ден, јас сум Љупка Балојани од Битола, председател на невладина женска организација Еко Жена, која има своји активности од еколошки карактер, од хуманитарен карактер и од рекреативно-забавен карактер. Ние како здружение водиме голема грижа за хигиената во градот, за одржување на здравата околина, на животната средина, против загадувањето најмногу кое што од рек Битола му се заканува на сиот наш граѓански свет, па не само од градот и околината, а знаете дека ние сме под Пелистер и благодарение на пелистерскиот воздух некако го одржуваме здравјето во животна здрава средина, но сепак си прави болеста и своето. Од хуманитарни активности исто така се грижиме со посети во старските домови, каде што се сместени немоќните сограѓани и сограѓанки. Носиме домашни производи за Великден, за духови. Одиме во домови кај
кај ретардираните деца, кај доенчиња. Собираме помош, а ние како здружение се самофинансираме. Плаќаме месечно по 100 денари и нашето здружение собира скоро 70 членки. Секој четврток одржуваме состаноци од 17 до 18 часот, си плаќаме членарина во салата каде што држиме состаноци и од тие наши активности, од таа наша финансиска, да речам, помош, си одиме на разни екскурзии во странство, Грција, Бугарија, во наши други места, манастири, во сите скоро наши градови, посебно источниот дел, бидејќи ние од Битола, западниот крај го знаеме, но Струмица, Гевгелија, Радовиш, Кочани и така натаму, така да ја запознаваме татковината за уште повеќе да си ја сакаме и да се грижиме за нејзината здрава животна средина. Таму каде одиме се грижиме и за сметот да го собериме, да не оставиме зад нас нечистотија и така натаму. Денес сме собрани овде на плоштадот Магнолија во Битола, повеќе невладини организации, за да го одбележиме светскиот ден на борбата против семејното насилство. Ние сме женско здружение и знаеме се за положбата на жената и во далечното минато и денес. Знаеме дека тешко се изборивме за равноправност, знаеме дека денес не само во нашиот град, во нашата земја, во околината, во сиот свет, жената се уште трпи семејно, па можам да речам и општествено насилство. Некаде нема право на глас, нема право на родилен одмор и така натаму. И разни други санкции што против неа се преземат, но за жал, колку да е машкиот пол еманципиран, се уште е присатно повеќе насилството од мажот врз жената. Тоа го знаеме и од евиденција, од статистики, од печат што слушаме и го креваме својот глас енергично против такво насилство, но не само од мажот кон жената. Има случаи каде што е и обратно. И многу мажи се малтретирани од своите сопруги, а за тоа најмногу, за жал, штета има семејството, тоест децата. Во такви несредени семејни односи ние создаваме нездрави генерации, луѓе со стресови, луѓе со психолошки и разни други недостатоци кои утре во општеството не можат да си го најдат вистинското место. Затоа сме денес собрани да го крениме, ке речам уште еднаш, својот протестен глас, да престане насилството и секоја влада во својата земја со своји закони да биде ригорозна во казнувањето на семејните насилници. Јас ви благодарам, пред да ви се заблагодарам поправо, сакам да ги поздравам сите граѓани на Австралија, посебно сите македонци во Австралија и македонски граѓани и сите македонски невладени здруженија и било какви здруженија да не ја заборават татковината, посебно како професор по книжевност и по македонски јазик, сакам да ги замолам да им зборуваат на своите деца и на своите внуци на нашиот убав македонски јазик, да ги учат на нашите убави македонски ора и песни и со тоа да бидат блиску и постојано врзани за татковината. Ви благодарам што ме повикавте и што ме сослушавте. Ви благодарим ние. Ја давам дела. Добре. Земи си. Ако сте заљубени или сте? Thank you.